Здраво на сите, добре дојдовте на четвртата поред аудиција од едното и единствено шоу Заблескај. Знаете дека од минатата емисија имаме една мала измена, за разлика од првите две емисии кога имавме само по 10 кандидати да ги преслушаме. Од минатото издание на Заблескај речевме таа бројка да се зголеми на 13, затоа што имавме премногу пријавени кандидати и премногу добри изведувачи, што значи се менуваат и правилата на игра за самото полуфинале или финале. Имате 12 полуфиналисти, тоа сигурно, но бројот може да се зголеми доколку конкуренцијата остане ваква каква што е, а тоа е на дрско и јако ниво. Да не должам многу, денеска ќе го одбереме четвртиот полуфиналист благодарение на стручното жири, а стручното жири е составено од, ќе дознаете за кратко, затоа што е време да започнеме со Заблескај. Денешно стручно жири, или како што љубам јас да кажам, гости во Заблескај ми се Антонија Киговска и Иван Јованов. Денеска ќе имате тешка задача. Ајде, одиме, да не губиме време, може? Да не губиме. Прв кандидат. Ненад има 31 година. Доаѓа од Свети Николе, а вели дека се чувствува како да има 10 години помалку. Магистар е по оперско пеење, тенор. Со мастер студии завршени во Љубљана, Словенија. Пресреќен е што има можност да биде дел од една ваква креативна музичка идеја затоа што смета дека вакви настани недостасуваат кај нас. You take the clothes on my back and I let you. It's still the food right on my mouth that I watch you eat it. I still don't know why, yeah, why I love you so much. Oh. You curse my name, inspired to put me to shame. Have my laundry in the streets, dirty and clean. Give it up for fame, but I still don't know why I love you so much. Контрола неверојатна. Ако е вака првиот, Се прави понатаму. Тешко ќе биде. мислам дека јас не сум компетентен да коментирам за овој човек, затоа што- иако носиме исто презиме, бидејќи е Професор. магистар по оперско пеење, тенор, вокал. Тоа јас Мислам дека прочитав. нема потреба да Нема потреба коментираме, да коментираме. затоа што има одлична Перфектна контрола изведба и контрола на глас. Не му треба микрофон воопшто. Да, мислам дека однака Ама беше дека е микрофонот, златен. да. Проформа. Следен кандидат, Милица Трајкова, 16 години и доаѓа од Кавадарци. Во шоуто одлучила да се представи со песна од својата омилена пејачка која исто така доаѓа од незиниот роден град Кавадарци. Ветрот ќе однесе се што есента донесе. Кога надвор ќе застуди, само ја знам колку многу ми значиш. Ќе заборавам на се, ко да ништо не било не. Зар е важно кој е крив? Врати се, обој го овој живот си. Милион причини да те видам, да те чујам, од сите дуги очи да те скријам, да ти кажам како ми е, што носам во себе, пак да ми шепнеш најмила. Дур месецов тивко заспива. Милица Трајкова беше ова од Кавадарци. Марче не каже дека волку тешко ќе биде, бе, брат. Ке биде тешко, ти што пишуваше таму да е кажи ни. Може да препишуваш. Пробав да дзирнам, ама ништо. Јас на девојкава би дал само совет. Во горните лаги е одлична, перфектна, има одлична експресија во пеењето, добра вокална техника, И добра сигурно динамика. некој ја подучува. Од Само полугласна на долните лаги да поработи, да бидат поконкретни. Тоа се долните лаги на пеењето, ничките тонови. Знам дека Марче, на лаги ти No, биде no, кратки no, нозете. no, no, Се ова прв пат слушаме. Марче, ти кога збориш малце пониско. Е така, зборувам за тоа. Радио глас. Токму така. Го делам истото мислење со Иван, дефинитивно, кога ќе крена позицијата,
мислам дека ќе излезат тие Секако пее перфектно, Ниски. одлично, преталентирано. Млада е 16 години и Да, има да, уште да. време да работи, нели? си одбрала песната која што и лежи. Од Наташа Се гледа Маликова. дека сака да пее песната. Да, 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 Одиме да, понатаму. да. Одиве понатаму, фала. Владко доаѓа од Скопје, а слуша македонска музика, шпанска и мексиканска. Активно и професионално не се занимава со музика, но таа е негова најголема љубов. Во моментов работи како здравствен работник. Негови очекувања од Заблеска е се добра дружба, забава и стекнување на ново искуство. Не заборави никад на твојој сам страни да волиш ме нико, ти не ќе забрани још минут па поноќ и суза за крај и ту сам за тебе знај. Срце ни е камен, срце ни е камен, да ga само бациш из капута, као карту по слепута, срце ни е камен, не срце ни е камен, kad pukne na dva dijela nije vrijedno, jer više ne kuca ko jedno, srce nije kamen. Браво, Мене- Владко Дачевски. Браво, човече. Мене ми се свиѓа цвикот. Да ти падна прво. Си ја подмести косата на еден Тој момент. момент го примети. Се намези се. Ме плети. Има многу голема желба да пее и точно се гледа тоа. Има многу голема желба. И Мене мене ми беше многу коректно. Значи вака, значи единствено значи единствено е проблемот кај Владко што Интонација, пее само фалсет. да. Не пушти човекот пун глас. Ако пушташе А, пун глас, одма каде бевме во друга димензија. И- Иначе се гледа дека си пишале дека е за забава и за дружење, Немаше стекнување ново искуство. Така, Имаше супер. проблем Да. со интонација на почетокот затоа што нема подлога, нема матрица, нема ништо. Добро. Така, да. Секој Пее на случај- сло, секој случај Како за Многу пејач коректно. кој пее акапела сам, многу коректно. одлично, само да не Не пее пее цел, во капела сам. да не Никога за. Да не пее цело време не пее фалсет цело затоа време што фалсет. знае грлото да страда од фалсет. Многу. Јана има 20 години и живее во Скопје. Со музика се занимава од својата 16-та година, а во моментов е студент на економскиот факултет во Скопје. Незини музички идоли се Адел и Ед Ширан, а искрено се надева дека ќе успее да победи и да добие дует со Елена Ристеска. Заблеске го доживува како ново искуство преку кое ќе се забавува. I can keep up with your turning tables under your thumb. I can breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you. You the justice hurt me. I can give you the only thing you gave me. It's time to say goodbye. The turntable. The turntable. Браво за Јана. Јас ја познавам Јана и знам колку може да пее и знам дека знае да пее. И одлично во тоа. И ми се свија многу како ја пеела песната, се гледа дека ја пее со љубов и со некоја посебна емоција. И тоа е тоа. Јас би ја советувала само што? Посериозно да се фати со оди негде на музичката пеење? кај. Оди сигурно кај Јана. Јано. Да. Па, се гледа дека после тоа Позадината ми е вокална позната техника, затоа што јас одлична одев на контрола, часови кај Јана. пее во живо, не е Собирам се. снимано во студио. Тоа највеќе цена. Да пази само на вокалите, а и оу. Да поработи на тоа и мислам дека е одлично. Профи. Фросина живее во Скопје, а незин музички идол е Тоше Проески. Моментално студент, а во однос на очекувањата во Заблеска и се надева на висок пласман. Очекува и добра забава како и стекнување на искуство. I just want you close, where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry 'cause everything is gonna be alright. People keep talking, they can say what they like. I don't worry 'cause everything is gonna be alright.
слушам точно дека си добра владее со Вода контролата. да пиеш и ке беше. Само ритмиката ми сметаше. Јас што ја правев? Да. Ја ти сме па Ритмиката што ли ти ми кажа? сметаше, девојчето пеја Да, капела, да, нема матрица. одлично, си пее. одлично. Имаше само некои проблеми во секвенции на симење на надале на вокалите Тоа Марко го во ниските лаги. Да, Мислам дека го да, разбрав. Го приметив јас истото. И ми пречи тоа што цело време беше во иста позиција, во некој полуфалсет, валјда тој е комфорт зона кај што може да пее. Мислам дека можеше да пушти и полн глас и фалсет и да направи одлична Алеша, динамика, Ја преска бидејќи кучето го пуштив. добро, и она требаше да ја пушти малце. Само динамиката Да, дефинитивно. да има поголем волумен, Да се опушти малце, и значи- ќе беше многу по Зорица Станковска, 17 години, со River од Бишоп Брикс е следната која што ќе чуеме. Оди во средно училиште, а со музика се занимава од својата 7 годишна возраст. Има учествувано на повеќе фестивали во различни земји. Омилен изведувач и е Сија, бидејќи се разликува од останатата маса на изведувачи. Исто така свири и пијано, и тоа цели 12 години. Tales of an endless heart. Curse is the one who's willing. Can't change the way we are. One kiss away from killing. Don't you say it. Don't you say it. One breath and I'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, sin and deliver. Holy hands, so they make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the waves start to shiver. One last breath till the tears start to with her. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Владее со песната. И има некоја посебна емоција додека пее и мене многу ми се свиѓа девојче. одлична експресија. Чим свири видов пијано. дека чим видов дека од Битола, кога почна да пее, прочитав баш во истиот момент дека свири пијано, се гледа Свири дека е пијано цели инструменталист. 12 години. Перфектно, продолжи така. Исто Браво. така еден од фаворитите до сега. Ивана Карајановска, 20 години и живее во Скопје. Незин музички идол е Сабрина Клаудио, а од својата 8 година го посетува нижото музичко училиште Илија Николовски Луј, каде што свири обоа. Незини очекувања од Заблеска е се да добие пиар поддршка и да се ја оствари желбата. Професионално да почне да се занимава со музика. Сум била секаде на свето и сум видела доште, но искрен лажко како тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо, ти би створил пет. Се што возможно ти правиш право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш да си веруваш. Јас за соло пеење стварно не сум таа што треба да зборува, можеби Иван он учеше во музичка, јас Па, ако гимназија сака- завршив. Ако сака да се занима, ако сака да се занимава со забавна музика, би препорачал да пренасочи позицијата. Не знам како го учи пеење. Пак и она пее на полуфалсет. Да. Пак не знам зашто сите женски вокали дали ги слушаат. Немам против со тоа што слушаат странска музика, но пуштете Калиопи да речеме, но пее песна од Калиопи. Ова е навидум лесна песна, но кога е лесна песната, малце потешко се пее. Иако Океј, ми се пушти тебе лесно е Калиопи ки се глас. отпел, треба да пуштиш гласни, да пееш се на полуфалсет. Иначе она е тонски перфектна. Значи нема грешки у пеењето тука. Тонски. Одлично. Нема збор. Јас би само за техниката би ја посоветувал малце Ако сака да пее забавна музика. да ја смени позицијата бидејќи Така, да повеќе се на- разбираме што да во ги тие учете оперски за лаги. Или да се Да. пренасочи кон опера. Сања Тодоровиќ, 22 години и доаѓа од Скопје. Незин музички идол е Тамара Тодевска. Работи во администрација, а од своето учество во Заблескај очекува многу забава и дружба, а и победа и снимање на дует со музичката звезда Елена Ристевска. Тамо кај што има сјај, кај љубовта што нема крај, таму одам јас да бидам посреќна. А можевме повеќе да имаме сега,
no sreća tako soni bega. Kako vosok solzi pečat, neka tečat, neka tečat. Lesno dušo ti me dade, za podobro ti ne si znajel. I koga ja ljubiše, mene me gubiše ti, a možev me. Povek je da ima me sega, no sreća tako soni bega. Kako vosok solzi pečat, neka tečat, neka tečat. Lesno dušo ti me dade, za podobro ti ne si znajel. I koga ja ljubiše, mene me gubiše ti, me izgubi. Музична контрола, ја не знам како ќе одлучи. Ќе се караме на крај сигурно, ќе 100%. Сакам да и дадам мала сугестија на девојкава. Се гледа кај ти е комфорт зоната во пеењето, значи кога одиш нагоре во висините, го стегаш грлото и не ти излагаат висините и многу често дистонираш. Си можела песната да си ја спуштиш тон доле, да направиш транспоз. Мислам дека ја пее врз Јелена. Мислам дека ја слушав. Не е битно, доволно се слуша девојка да да пееше. Може и немала матрица, може. Нема врска, пеела со полн глас, си пееше со полн глас одлично, имаше неколку дистонирања. Мене ми се допадна, тоа е Марче што викаше ти преска полуфалсет и полн глас, ова е полн глас. И сега така затоа и губи динамика и нема, мора да ги опушти вокалите и како да ја објаснам, вратните мускули, за тие висини да ги излегуваат поточно, пошто точно се гледа кај се мачи, кај е потешко да отпее. Може ако една песна за тон доле дека ќе испее перфектно. Па тон дури цел не полатон, цел тон да. Цел тон би било таман, ќе се отпееше без грешка, иначе перфектно. А може и немала матрица, така што и ова се прифаќа. Да, Марче, тоа ти треба да им ги оцируваш матриците понекогаш. Абе, пробав, ја се понудив, ама не може да ме пратат, брат. Значи, мојата виртуозност, маестралност, која што ја прикажувам на пијаното, они не може да пратат. Твојата ги фаќаш верзија, се ежат кога ќе ме слушнат и... Да. Знаеш како идат тие работи. Маријан живее во Скопје и ова е негово прво пријавување во музичко талент шоу. Студент е на факултетот за музичка уметност, а има и бенд во кој свири на гитара. Сладок бакнеш, ме буди од сон. Добро утро, слушам најмил мој. Ангелско лице, ил немирен зрак. Прекрасен ден е на повидок пак. Ми мирисаш на пролет, ми мирисаш на дожд во пролет. На мене врели усни врежува трак. Мислата твоја, зборот твој душа ми гре. Ти си та што ме буди секој ден. И допирот твој, ликот твој душа ми гре. Секој ден, секој ден. Иван, пошто ти е другар, кажи ти прво. Јас си го знам Мацко. Он не кеше да пее, само гитара си свиреше. Рече се да искористиш приликата да му кажеш да ти ги врати парите што ти ги души. Да, имаше 3-14 денари, една Маријан да ми ги врати парите. Се шала. Така. Мацко, знаеш дека си гитарист, знаеш кога почна да пееш, знам колку добро можеш да пееш и он не си пееше во бендот, кај што свиреше сега е во друг бенд. Он го работи тоа, немаше да го коментирам. Тонски е добар, технички е добар, понекогаш има проблеми со стегање и он сам го знае тоа. Но тоа се работи вокална техника и брзо пее. Да, пее. Немајте, Маријан може да ја стегне една. Пее точно интонативно, се гледа дека музички поткован, се гледа дека е музичар. Чим свири гитара, се гледа дека е музичар. Ја не свирам ништо. На неколку пати, така да. Јас не сум музичар, ја ништо не свирам, немам појма од ништо. Ни клавирица, татко ми. Ќе научиш ако те бива завакаш што не ти е проблем. Неќе тоа мрзата. Само сака да. Не дека не ќам, јас сметам дека ќе имам проблем. Не дека не ќам, се плаши да проба. Ќе имам проблем додека свирам и додека свирам да пеам во исто време. Навикнеш, што се вежба се, ајде јас да не тучам сега. Еве Иван знае. Убаво и кажа, убаво ти кажа. Според мој вкус, многу рамно ми ја пееше песнава и јас секогаш барам нешто. Јас ќе ти кажам, тоа нејзино рамно, значи многу тезгарски.
Само на сестра ми да ти кажам, разбираш? Кажи бе, А тезгарски. тоа пошто ние тезгарите вака Па пошто добро, пееме не не мислев толку. тезгарски, ама ми фалеше. Сега преку мене некоја сакаше- импровизација, нешто ми фалеше. Ама чекам. Се препакуваат меѓу себе преку мене. Чекај, сега се скривавме. Не, слушај. Значи Мацко, оваа песна има сигурно 150 пати отпеана и секој ја знам. на секоја втора свадба ја Знам, бара, знам. да речеме да е прва песна. И сега ти не можеш да го оцениш него да му кажеш дека лошо или добро отпел или имал емоција или немал емоција, ако он ја препел песната. Така да, е, нормално. Убаво си звучи, чиста Убаво работа. звучи, точно звучи све, само кажав што ми фали. Ми фали само некој импровизацијичка, нешто, Импровизацијичка. Да, запиши го, нешто. запиши го. нешто што ќе ме натера вака да станам. Импровизачичка. Добро, окей. Мацко е гитарист и пее. Кој ќе се свириш гитара и ќе пееш, ајде, ќе се чуеме, тamo. Добро, имаме се А не, уште еден ма, Маријан тоа кој што се- може да ќе ги олади страстите. Маријан Наковски има 17 години и е од Скопје. Негови омилени музички изведувачи се Джеймс Артур и Ед Ширан. Во моментов не е вработен, а негова голема љубов е музиката која сега е само хоби. Искрено се надева на победа во Заблескај. I'm alone in my head, looking for love in a stranger's bed. But I don't think I'll find it, 'cause only you could feel this empty space. I wanna tell all my friends, but I don't think they would understand. It's something I've decided, 'cause only you could feel this empty space. Многу симпатично детенце, тен Значи, се. ти се следува тапа беше. Не. Се шалам. Шала на страна. Секојаш сум реален. Джеймс Артур, јас исто така многу го слушам. И се гледа дека му е умилен затоа што и му ги прати импровизациите, натака го тера вокалот, на Така. кај него, дефинитивно. Вака го Да. Мајде више. Ти травизуелно да прикажеш. Така да мене ми се свигаше, си свири, си пее у исто време. Имаше проблем со високите, малце, затоа што цело време беше стегнат вака и Да, жилите мене- вака туку излага. Да проба да ева со Ана сигурно работи, ќе проба да го искорени тоа. Млад. И јас мислам дека оваа песна е преголем залог за него. Се виде кај му е комфорт зона за пеење. Почетниот дел, после кога пукна референот, веќе се гледаат проблемите у неговиот вокал. Па, ако ја симнел доле, полустепен или степен, доле ќе му било ниско, пошто се Да, гледаше да. дека ми Да. има многу голем распон оваа песна. И Не мислам беше дека не може беше у комфорт зона. ако одбрал полесна песна ќе пројде многу подобро. Така. Иначе е стварно многу симпатичен и може да Може нако работи, да се може бави со да музика. се бави со музика. предстои светло име. Павлинка има 15 години, оди во средно училиште и живее во Гевгелија. Слуша секако вид на музика, од поп преку рок, а вели дека музиката ја исполнува многу. Конкретен музички идол нема. Ej, što mi beše srce to živo, ej, što si imam son nego život, a što se skina nebo to sveto, žedna su žedna za boj. Hej, što mi beše vreme to sveto, ko kolesojoj govani sveto, ah to pod prazgom stori sred letom, žedna su žedna za boj. Koji da mi zapre koj. Преголем залог. И ја го мислам истото, иако не сум, нели, ја сум стварно некомпетентен да давам критики, проблем со ама... интонација, проблем со вибрато, проблем со целата песна. Мислам дека преголем залог дефинитивно и се уште мислам дека некој друг како Каролина нема да може да испее оваа песна, да долови. Преголема желба за пеење се гледа, си пишала вид на музика од поп преку рок. И вели дека музиката ја исполнува многу. А пее песна од Каролина Гочева за мене е една од омилените ми е.
И беше авторот на песната исто така во жири, во Заблескај. Така Нај- е. најдобриот. Мицевски. Најдобриот. The Да. King, кралот. Проблем е што не знам зашто толку млади волку тешки песни зима. Па- Значи она слуша поп и рок, зима Каролина да пее. Моето Ова нема мислење шанса знаеш да да успее. кога сакаш да се представиш во Согласувам најдобро со светли тоа, која ама јас секогаш ќе кога сум промашам. пеела, некада секогаш сум бирала Ама тешки. тоа не е окей, Ама- да се докажеш. Да. Така ти си работела на таа песна, си ја слушала, си ја преслушала. Ама Не, сигурно Не, и она ја се- преслушувала многу пати, меѓутоа нешто кога те преголемо. оваа песна за да ја испееш треба Треба многу, пред се многу, многу талент. многу години Второ, работа. многу работа, некој да ти каже како треба, за да знаеш како треба. Не можеш сам да импровизираш. Марија доаѓа од Битола и учи во тамошното средно музичко училиште. Искрено се надева дека со пријавувањето во Заблеска незиниот настап ќе биде забележан и дека македонската јавност ќе изрази желба да ја запознае музички. Признава и дека би била пресреќна доколку би добила дует со Елена Ристевска. Voljela sam tvoje ludile i izvinjenja, a sve bi ti oprostile pre pomirenja. I znaš da to što dala sam nikom neće dati, znaš ti. Iako nisi moja krv, moja duša si, cvet procveta buntovnik kada zaboli. I sve će biti kopije ove ljubavi, jer te neće umeti. Sve u meni najbolje, tebi je na dar. Многу добро. Се гледа, Браво. пејач, музичар. Опа, значи индиректно ми беа посочени фаворитите кои што на крај ќе се Не, фајтаат нема меѓу врска, себе. бидејќи има Не, стварно уште некој тој тројца. тотално. Так, врска Не, нема. Браво за девојче. Емотивно многу отпеано. И јас го чув тоа, верувам. На ја. Ја почетокот го малку ми осетив. беше Марко, за тебе знам резервирана, ама И ја после го осетив. да, да ја Имаше добра градација. Како течеше песната, се повеќе навлегуваше Да, у неа, тоа ми се ето. допадна. И последен кандидат за денески, после тоа ви следува најтешкиот дел за вас двајца, да го одберете полуфиналистот. Бојана Здравева, 21 година и живее во Струмица. Музиката е нејзино хоби, а во моментов е студент. Нејзина музичка инспирација се домашните артисти за кои вели дека прават одлични песни. Важно е да учествува во ова музичко талент шоу, а одлуката за тоа кој е најдобар, вели дека им ја препушта на професионалците, односно на стручното жири. Некој ти си болна мама, за мене прав си цвет. Јас се смеам дур те слушам, дур го превртуваш цел свет. А можда не си право злато, но имаш голем шарм и стил. А и ми би било интересно кога искрен ти би бил вода. Дали ме сакаш или ме посакуваш? Не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? Се додека ти лаже, сам си веруваш. Бојана Здравева од Солидно. Струмица. Ми се свиѓа, че пак ќе кажам пред да го Солидно си слушаме одбрала стручното. песната што се гледа А дека ти- сака да си ја пее. Има Мене ставот да, атитудот да, ми да. се. Чак. Никој не беше лош, не знам кога ќе одбереме. Изгледа ќе мораме да даваме предност на Помладите. помладите, затоа што Ненад Јованов е веќе Стварно Изграден е претешко е да одбереш. Сите се тонски се надевам дека одлични. се надевам дека овие останатите двајца ќе ги вратите во надпреварот и ќе публиката ќе има шанса нели да одлучи. Ненад Не знам. Јованов, сватив што сакате да кажете, Не дека смееме веќе ние изградени да го како музичари, оценуваме. како се, Да. со И добро. мислам дека ќе има шанса да се врати во надпреварот. Добро, да пружиме затоа што, рака за Цветановска Марија 11. Марија Шерифовиќ. Цветановска Марија 17 години, што беше со 11 Марија Шерифовиќ Пружив повторно рака. ја сплоти љубовта помеѓу Антонија и Иван. Да се надеваме дека така ќе продолжи и по напуштањето на нашето студио. Многу е битно. Честитки, да. Многу е битно ти дали се служуваш, бидејќи ти како Султане. експерт во музиката и твоето джез музицирање на клавирот, како го сваќаш ти ова? Ајде, денеска сум окей расположен, па ќе се сложам јас со Цветановска Добре, Марија, е. да. Ви
Благодарам. Благодарам. Не, шалом на страна, стварно ви благодарам денеска што одвоивте време и што бевте дел од Заблеска и талент шоу. Многу ни беше тешко, дефинитивно. Знам дека ви беше тешко, но Затоа што сепак не можам да го оценам Ненад Јованов. не, човекот е добро, не го професор. оценуваме, рековме, готово. Готово. Ненад, Ќе се врати во ќе се надпревар. врати. Или на The Voice. Така, На The Voice. На На The Voice те X-Factor, слушаме и таму нешто. гласаме за тебе. Драги мои пријатели, тука некаде дојдовме и до самиот крај на четвртото издание од нашето шоу Заблескај. Сега кој го дознавте името на четвртиот полуфиналист, нашето стручно жири ќе бира уште 2, а останатите најмалку 6 полуфиналисти ќе ги одбереме со ваша помош, секако во соработка и со нашето стручно жири. На самиот крај да ве поздравам и секако да ги поздравам и нашите верни пријатели, тоа се Франк Капе, благодарение на кои се освежувам и секако нашите верни партнери Орбит. Тоа е тоа за денеска, се гледаме во следното издание на Заблескај. До тогаш, пејте, радуете се и веселете се. Чао од мене.